Со примената на Законот за домување во 2010 година се утврдија одредени правила за начинот на живење во стамбените објекти. 7 години поминаа од стартот на оваа законска регулатива. Проблеми и усогласувања се уште има. Одделни стамбени објекти и натаму имаат своји стамбени заедници. Во други, управители го раководат функционирањето на станарите и становите во стамбениот објект. За недореченостите, недоследностите, за тоа како се спроведува Законот за домување, во овие разговори говориме со председателот на Регулаторната комисија за домување, Ракип Маловски. Добро дојдовте, господине Маловски, во програмата на телевизија Ултра и се надевам дека ќе отвориме и ќе одговориме на прашања кои што ги засегаат жителите на Република Македонија и посебно на Тетово. Добро најдов, благодарам на поканата. Би почнале со тоа што на почетокот го кажав. 7 години помина откако се применува Законот за домување. Каде ги лоцирате проблемите? Вака, со самото донесување на Законот за домување, кој истиот е донесен 2009, но почна да се применува, како што кажавте, 2010, многу проблеми се решија. Уствари, односно, за подобро разбирање на овие проблеми, ние како регулаторна комисија, пошто сме информирани и најмногу офатени со овој закон за домување, ги селектирам подобро да се да има разбирање за гледачите, можеме да ги поделиме проблемите во 3 групи. Значи, проблеми кои што настануваат помеѓу управител со управител со собственици на посебни делови, односно станарите, и проблеми станари со станари. Сега, најчести проблеми кои што настануваат во ова прва група, да кажем управител со управител, затоа што има и на тоа ниво проблеми кои што се јавуваат, за да не биде само така да ги кажеме проблемите, него да ги лоцираме точно онака по групи. Најчести проблеми кои што настануваат помеѓу управител со управител се оние проблеми кои што меѓу себе управителите, собствениците на посебни делови имаат право да изберат управител. Но дали по нивна желба, тие истиот можат да го откажат и да се назначат друг управител, но може и управителот, доколку сака или смета дека не може повеќе да управува со таа зграда, може да ја откаже со управување таа зграда. Сега, кога доаѓа до откажување на таа зграда, мислам определена зграда, и кога таа зграда има назначено друг управител, тогаш стариот управител треба да направат примопредавање, што значи комплетната документација, што ја има за зградата, треба да му ја пренесе на новиот управител. А исто така, треба да му пренесат и средствата од резервниот фонд. Тука настануваат најпоголемиот дел на проблеми помеѓу управител со управител. Додека пак во на втора група на проблеми управител со собственици на посебни делови, или тоа со станари, настануваат управителите најмногу од почетокот се жалеа во наплатата. Незадоволни, ненавремено плаќање на сметките, доцнење и така натаму во однос на станарите. Додека пак станарите се жалеа на несовесно работење на управителите, што значи не беа задоволни од услугите што тој им го пружа. Да кажеме, хигиеничарка договориле 2 пати неделно, па доаѓа еднаш, па и од таа природа. Додека пак во на трета група, најчести проблеми кои што се јавуваат станари со станари, односно собственици на посебни делови со собственици, со комшиите во зградата. Најголем дел на проблемите се лоцирани во кога доаѓа, ако станува збор, да кажеме, за постара зграда и треба нешто да се инвестира и да се прави, да кажеме, често го потенцирам тој проблем ако прокиснува кровот на зградата, па најмногу засегнати се оние што живеат на последниот кат. И сега тие сакат да се реновираат, да се створат нормални услови за живење. Но тие во подолните катови некако не им се прави, не им е желба да учествуваат во тоа, вика мене не ми капи згоре, а треба сите заедничко, за секоја санација, не само за кровот, да кажеме за фасадата, за некоја заедничка инсталација, за некои заеднички простори во зградата. Тие проблеми, така, ако успеав некако да ги лоцираме. Споменавте управители, споменавте станари.
На почетокот, кога започна да се применува законот, чинам дека повеќе мина се определија за формирање на заедници на станари, состојба која што низ годините се промени, па сега имаме повеќе стамбени објекти кои што имаат управители. Како се одвиваат тие работи во низ изминативе 7 години? Така. Во почетокот од самата примена на Законот за домување, бројот на регистрирани заедници на собственици беше поголем. И имаше нагорна линија се до 2013-2014 година, откако после 2014 до денес има надолна линија, што значи почна да се намалува тој број, додека пак бројот на управители почна да расте, има нагорна линија. Од почетокот заедниците на собственици, кога почна да се регистрираат и да се управуваат, има и денес кои што заедници на згради кои што се управуваат на страна на заедници на собственици, но почна проблемите да ги лоцира најмногу кога ќе некој од станарите не ги подмируваше, да кажеме, своите обврски во однос на домувањето и кога ќе треба да му прати опомена или предлог за извршување, за се со цел да се наплати долгот што го должи према зградата за редовен фонд и за резервен фонд, а пошто заедниците на собственици може да управуваат само со зградата во која што се регистрирани, не можат да управуваат со други згради, што значи ќе требаше да го утужува на својот комши. И тука тоа е еден од основните проблеми кои што повеќе граѓаните почна да се ориентираат и да ангажираат управителот и да ги згаснуваат самите заедници на собственици. Тоа беше еден од основните проблеми каде што повеќе се одлучува за ангажирање на управителот колку заедница на собственици. Според некои бројки во Република Македонија има околу 10.000 стамбени објекти, згради. Каков е сега соодносот на оние кои што имаат управител и оние кои што имаат заедница на станари? Така. Повеќе згради се управувани од страна на управители. Меѓутоа не се сите, некои згради немаат ниту управител, немаат ниту заедница на станари. Така, ќе кажем и за тоа, само да одговорам на првиот дел од прашањето. Повеќе згради, некаде 57-58% се веќе управувани, според бројката која што ја споменавте, се управувани од страна на управители или на страна на заедници на собственици. Бројот е поголем на овие управители, на бројот на згради кои што се управувани од страна на управителите во однос на заедниците на собственици, но спомнавте и тоа дека некои згради немаат ниту управител, ниту пак имаат регистрирана заедница на собственици. Во такви случаеви, тоа Законот за домување го има земено во предвид и тогаш инспекторот за домување во односната општина, да кажеме, има право да поднесе предлог барање до судот, до надлежниот суд во општината, предлог барање кој што судот во парнична постапка ќе им определи управител по службена должност. Но, ако не го направи тоа инспекторот, може слободно да го направи некој од станарите во таа зграда да поднесе таков предлог до надлежниот суд, кој што во парнична постапка судот ќе им определи управител по службена должност. Во Тетово немаме инспектори по домување. Така, за жал, Тетово е еден од поголемите градови во Република Македонија, но се уште нема назначен инспектор за домување, иако имаат обврска според Законот за домување и да назначат инспектор за домување, но работата во спроведувањето на Законот за домување не застанува тука само самото назначување на инспектора. Од нашите средби кои што ги имавме ние како регулаторна комисија со ЗЕЛС, произлезе многу конструктивна дискусија, затоа што покрај и оние општини што имаат назначено инспектор за домување, инспекторите треба да излезат на терен и да ја восстановат фактичката состојба, да видат колку згради во нивната општина се управljani од страна на управител или пак заедница на собственици. Тука се едно е дали управител или заедница на собственици, станарите сами одлучуваат како ќе бидат управувани според Законот за домување. Треба да се излезе на терен, да се констатира таквата состојба, да се види каква е состојбата, дали се управувани или не се. Но и покрај тоа општината
Тетово води покрај оваа обврска што треба да назначи инспектор, таа води сепак регистар на згради, на стамбени згради, но треба да води и регистар на посебни делови, колку посебни делови се состои. Значи, од Законот за домување нема многу големи обврски општините. Обврска има, значи, да назначен инспектор за домување и да водат регистар на стамбени згради и колку стамбени единици, односно колку посебни делови има во тие стамбени згради и да водат регистар на управители, што значи кој управува со зградите во нивната општина. Да се вратиме на управителите. Ние порано имавме се вика куќни совети, значи таа категорија функционираше на заедничко одржување на стамбениот објект. Кои се предностите на управителот? Вака, со самиот избор на управител, предностите се повеќе кратни. Затоа што, кога станарите ќе одберат некој управител или пак ќе регистрираат, ќе ангажираат заедница на собственици, својата заедница на собственици, предноста е голема затоа што веќе ќе има кој да се грижи за одржување на зградата. И не само за одржување на зградата, туку и обезбедување на резервен фонд. Затоа што со текот на времето зградите како се стареат, што значи колку е постара зграда, толку треба и повеќе пари за нејзина санација да се собират, за да не биде после одма голем трошок. Затоа и резервниот фонд е внесен во Законот за домување. Други предности во тоа што оние станари кои што, да кажеме, станари кои што, за жал ги има и такви, не ги подмируваат своите обврски со Законот за домување, веќе или со назначувањето на управител, веќе има можност истите да им го наплатат. Што значи има една рамноправност во однос на одржувањето, тековното одржување на зградата и во однос на резервниот фонд. Дали изборот или назначувањето на управител значи и дополнителен трошок за станарите? Вака, дополнителен трошок, јас мислам дека, и тоа не само што мислам, него тоа е фактичката состојба, дека не е дополнителен трошок. Иако од почетокот, од самото донесување на Законот за домување се протера таа некоја се теза, е тоа дополнителен трошок на граѓаните. Не, трошоците, како во индивидуалните куќи, што се грижиме, така треба да се грижиме и за зградите. Што значи, трошоците постојат, тоа е фактичката состојба. Тие што се ги подмирува обврските пред донесувањето на Законот за домување, ги подмируваат и после донесувањето. Но оние што не ги подмирува обврските пред донесувањето на Законот за домување, немаше начин како да им се наплати. Што значи, сега со самото донесување на Законот за домување имаат можност како тоа да го направат. И што значи дека не оптоварување на буџетот, туку редовно одржување на зградата, кое што, ако нешто не преземете за разрешување на проблемите, никој од надвор нема да дојде и да го реши проблемот што го има во зградата, со заедничките простори, да кажеме, или со заедничките инсталации и така натаму. Кој понесува одговорност доколку не се почитуваат тие законски одредби од Законот за домување? Законските одредби се донесуваат за истите да бидат почитувани. Сите оние што не ги почитуваат, самата одговорност ја сносат тие самите. Што значи, ако некој го нарушува куќниот ред, одговорност ја сноси тој што го нарушува. Така да, во однос на куќниот ред има определени ставки што треба да содржа, кои ставки треба да ги содржи самиот куќен ред, но станарите на советот на собственици можат да си додадат и дополнителни ставки на тој куќен ред. Да кажеме, ако станарите се договориле во зградата да не се чува куќни меленичиња, тогаш мора да го почитуваат, повеќето од половината мора да го почитуваат тоа. Затоа што без разлика, да кажеме, има некој што сака да се чува куќни меленичиња кои што се дури и опасни по здравјето на луѓето. Што значи се зависи од тоа како се договараат станарите и што сакаат и како да живеат во стамбената зграда. Какви се обврските на закупците на стамбен простор? На закупците на стамбен простор исто обврските се како и собствениците на посебни делови, што значи тие исто треба да плаќаат
или во зависност од договорот од закуп, како си се определиле во договорот за закуп, кој ќе ги сноси тие трошоци. Но важат истите правила како и за собственикот на собствениците на посебни делови, што значи мора да се почитуваат нормите на однесување, односно куќниот ред, мора да се подмират обврските како за редовен фонд, така и за резервен фонд. Морат да се она што е договорено на советот на станари, истото тоа треба да го почитуваат и закупците. Господин Маловски, имаме во земјава стамбено-деловни и деловно-стамбени објекти. Што ги разграничува и кои обврски имаат овие категории? Така. Со законот за домување се офатени 3 вида на стамбени објекти. Што значи, има стамбено-деловни објекти, тоа се они такви објекти кои што покрај за стамбено живење имаат и деловни простори. Се вика стамбено-деловни затоа што повеќе од половината се наменети за домување. Додека затоа се вика стамбено-деловни. Додека пак деловно-стамбените се оние објекти кои што повеќе од половина посебните делови се наменети за како деловен простор. И затоа тие се вика деловни стамбени објекти, но покрај тој простор има и делови кои што се за стамбено живење. И третата категорија е стамбените згради, односно стамбените објекти. Но тука има уште една работа. Со овие стамбено-деловни, деловно-стамбени објекти, ако стамбената зграда за да биде управувана, дали од управител или пак заедница на собственици, мора да има повеќе од 20 собственици и повеќе од 8 посебни делови, што повеќе од 8 стана. Тогаш таквите објекти се офатени со законот за домување. Што доколку во приземјето на или во оној прв дел од стамбената зграда се наоѓаат деловни објекти кои што не го користат заедничкиот влез. Дали и тие деловни објекти или деловни субјекти имаат исти обврски кон одржувањето на стамбената зграда? Така. Во оние стамбени згради кои што покрај делот што има стамбениот дел за живење, стамбено живење, има и деловен простор, така како што напоменавте, а при тоа не го користат заедничкиот влез, тогаш таквите деловни субјекти имаат обврска да плаќаат за резервен фонд. Доколку пак има и такви стамбени згради кои што има деловни простори кои што го користат заедничкиот влез, тогаш тие треба да плаќаат и за редовно одржување и за резервен фонд. Но во случај ако не го користат заедничкиот влез во зградата, тогаш туку користи некој надворешен дел кој што не е во склоп на заедничкиот влез во зградата, значи деловниот субјект не го користи тој влез, тогаш тие имаат обврска да плаќаат за резервен фонд. Додека пак за редовно одржување, редовен фонд немаат обврска затоа што логички е ако не ги користат заедничките простори, да кажеме лифтот во зградата, скалилата, осветлувањето, хигиената и така натаму. Имаме стамбен објект со деловни простори 1-2, меѓутоа не го користат заедничкиот влез. Рековте треба да партиципираат за одржување за резервниот фонд. Дали кога би се формирала кога би се побарал управител, значи агенција кога ќе се ангажира за одржување на објектот, треба да со своји подписи да се согласат и деловните субјекти или пак само оние кои што го користат заедничкиот влез и кои што го користат заедничкиот објект? Со законот за домување се офатени сите објекти кои што претходно ги напоменувавме, што значи и собствениците како на посебните делови, така и на деловни собственици на деловни простори, тоа значи треба да е една целина на зградата. Исто така треба да учествуваат на советот на собственици, да ги подмируваат своите обврски, што значи тоа што важи и за собствениците на посебни делови, важи и за деловните субјекти кои што се во истата зграда и тие имаат право на глас и при изборот, да кажеме, на управител или при регистрирањето на собственици на заедница на собственици и така натаму, што значи потполно истите правила важат и за нив, затоа што се тие составен дел на стамбената зграда. Под исти покрив. Под исти покрив, ето.
7 години споменав дека веќе се применува законот за домување. Има ли реакции од граѓани кои што допираат до вас, на што најчесто тие се жалат? Секако дека има реакции, доста реакции во почетокот тој број беше многу поголем, но сега веќе се некако се релативизира, но се уште има. Да кажеме тие граѓаните кои што живеат во стамбени згради најмногу се жалаат на откако ќе изберат управител или ќе регистрира заедница на собственици за управување со стамбена зграда, најмногу се жалат на тоа што викаат дека нема доволен увид за што плаќаат. Нема, да кажеме, плаќаме, но не знаеме за што, затоа што управителот не им доставува пресметка колку пари, да кажеме, се потрошува за електрична енергија, колку за хигиеничарка и така натаму. А истото се случува, да кажеме, и со заедниците на собственици. Од тој аспект се најмногу представките од самите собственици на посебни делови. Исто има представки кои што се однесува, да кажеме, кога ќе дојде до промена на некоја заедничка одводна цевка, затоа што кога станува збор, да кажеме, за поголем за санирање на некоја работа со поголем износ. Тогаш нели управителот треба да има барем повеќе од 2 понуди. Се жалат од причини што, да кажеме, ако некој се променила таа, да кажеме, одводна цевка заедничка што е за зградата, да кажеме за 20.000 денари. Некој од станарите вика истата цевка ќе ја променевме за 10.000 денари. Зошто не управителот ни наплаќа како за 20.000 денари? Од тој аспект се повеќе проблемите, затоа па управителот треба, оние тоа предносите што ги претходно ги споменавме, е во тоа што тој ќе се грижи, но мора да има и надзорен одбор, кој што самите станари за работењето на управителот, тие ќе можат да вршат надзор врз работењето на управителот. Тој мора да има, за вакви случаи мора да има и понуди, повеќе од 2 понуди, така што во зависност од она одлука што ќе ја донесат самите станари, советот на станари, тој треба таа одлука да ја спроведе, а не да направи, да кажеме, по негов избор, ја санирав, работата ја извршив, но парите се многу повеќе од колку што мислат станарите дека е. Затоа пред извршување на секоја работа, он треба да има согласно со станарите дека таа работа за колку пари ќе се изведе, за колку пари ќе се заврши. Многу е битно што ова да го кажам за станарите, многу е битно при склучувањето на договорот за управувачки работи со управителот или пак со заедницата на собственици, самите да се определат до кој износ ќе може управителот, да кажеме, да санира работата, да изврши работата, но претходно да не бара согласност од самите станари. Што да кажеме, ако дојде до промена на брава, на влезната врата, сега не треба да бара одлука он за да промени тоа, да определен износ во кој што тој ќе може комотно да ја изврши работата и после тоа да наплати. А додека за некој работи од поголем обем, он мора да има одлука за да изврши од самите станари до која вредност, односно да им понуди повеќе од 2 опции. Што е потребно да има агенцијата за да може да се регистрира? Како се добива лиценца? Во почетокот добивањето на лиценца беше малку посложено, не посложено, него има поголеми побарувања според законот за домување, но сега со текот на времето, кога се увиди дека повеќе правни субјекти кои што сакаат да имаат лиценца, се релативизира, тоа не е толку тешко да се добие, затоа што во почетокот требаше да има 5 работи. Ние го увидовме тој факт дека сепак ова проблематика во Република Македонија е од понов калибар. Увидовме дека правни субјект од почеток не може да има 5 работени, па тој број го намаливме на 3 вработени. Значи тоа е првиот услов. Првиот услов е да има 3 вработени, од кои што едниот од нив ќе треба да има високо образование, односно да има завршено правен или па економски факултет, и додека другите двајца со средно образование. Тоа значи првиот услов, правното лице секако да е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија и да има паричен влог од 5.000 евра.
Тоа се тие овие услови, што значи да е регистрирано правно лице, да има тројца вработени, од кои што едниот е со високо образование и паричен влог од 5000 евра и да достави барање до регулаторната комисија за домување, кој што тоа барање регулаторната комисија за домување го разгледува, донесува решение дали ги има исполнети условите за добивање на лиценца и откако донесува решение дека ги има исполнети условите за добивање на лиценца, тогаш го известува управителот да изврши уплата од 150 евра и му се издава лиценца за работа. Бидејќи секој управител треба да има определено и хигиеничар во сите објекти кои што ги одржува. Дали хигиеничарите се од оние вработените во или пак тие се ангажираат дополнително? Управителите како што се хигиеничарите, електричари, одржување на лифт си ги ангажираат дополнително. Што значи не мора да бидат вработени кај нив, но има управители, да кажеме, кои што управува со поголем број на згради, да кажеме има 200-300 згради. Он сам ќе си донесе одлука за тоа дали да вработи или нема да вработи. Ние во тој поглед се останува сам да се донесе таква одлука. Но повеќето се ангажираат од страна. Да кажеме си ангажира хигиеничарка за определен број на згради, друга хигиеничарка за друг и се им плаќа дополнително над нив, исто и на електричари во зависност од потребите. Исто и така и може да ангажира и трети лица, да кажеме одржување и сервисирање на лифт ги прават само стручни фирми, стручни правни лица кои што се бават и имаат лиценца за таа работа, па он треба да има договор со таквите фирми се за цел да може да ги одржува. Нели оние згради кои што имаат и лифтови треба месечно да ги сервисираат истите, додека пак во еднаш годишно треба да направат проверка за техничка исправност на лифтот и така натаму. Сето ова управителите тоа го прават врз основа на и дали во зградите има такво нешто или нема и колкава е таа потреба, односно управителите треба пред се да ги исполнуваат одлуките на донесени од мнозинството на Советот на станар. Може ли да му се одземе на управителот лиценцата, односно на Агенцијата за одржување лиценцата? Така. Регулаторната комисија за домување, како што издава лиценца, истите таа ги продолжува. Лиценцата се издава со важност од 5 години, по истекот на тој период може да се врз основа на барање од правното лице, може да се продолжи, но има право и да ги одзема лиценцата. Исто така, во сегашниот период веќе имаме регулаторната комисија веќе има одземено 11 лиценци на ниво на Република Македонија. Врз основа таквата до одземање на лиценца доаѓа со нарешување на некој член од Законот за домување. Да кажеме член 10, тука се најмногу опишани во кои случаеви може да се одземе лиценца. Лиценца може да се одземе ако се наруши некој од условите при добивање на лиценца, кога сте добиле лиценцава, има услови, нели, кои што ги претходно ги спомнавме, но ако дојде до нарушување, тогаш регулаторната комисија може да ги одземе. Исто така регулаторната комисија може да одземе лиценца во основа на записник од страна на инспектор за домување. Да кажеме, кога правното лице ја добило лиценцата, ги исполнувало условите. Но со текот на времето, после 3-4 месеци, нели требаше да има тројца вработени, а тој еден со високо образование, економски или правен факултет, но тој сега нема тројца вработени, има 20 вработени. И што значи одма доаѓа до нарушување на тој услов. И во таквите случаи, во случаи кога доаѓа на нарушување на определен член од Законот за домување, се одзема лиценцата. Со самото одземање на лиценцата, тоа правно лице веќе нема право да бара лиценца во период од 2 години. Има ли ограничување колку стамбени објекти може да одржува една агенција? Такво ограничување нема. Што значи, во зависност од неговата способност да ги одржува и да одговори на барањата на стамбените, на барањата од станарите кои што живеат во стамбените згради, да кажеме, таа бројка може да се движи дури до 200, 300, 400 згради. Има еден управител кој што управува на ниво на цела држава, затоа што
ако управителот, да кажеме, е регистриран во Скопје, он може да се отвори подружници во Битола, во Приле, во Струмица, во секаде кај што он мисли да работи. И таму си вработува дополнително. Минимално спомнавме ни тројца вработени, тој може да си има и повеќе вработени, секако ако си ги исполнува условите. И сега може по градови да си има своји подружници и да си ги управува со згради. Значи нема лимит со колку згради. Со толку згради колку што може да има можност да управува. Каква е состојбата во Тетово? Имаме ли во Тетово интерес за користење на агенција за одржување на стамбените и стамбено-деловни објекти? Во Тетово правно лице до регулаторна комисија за домување има доставено само едно барање, истото му е издадена лиценца за управување, но има управители, лиценцирани управители кои што работат во Тетово, но не се од Тетово, но имаат своји подружници кои што работат и управуваат со стамбените згради во Тетово. Таа бројка, пошто регулаторната комисија ги прибира таквите податоци, негде 461 зграда се веќе управувани од страна на лиценцирани управители. Додека пак исто има околу регистрирано над 100 и нешто заедници на собственици. А вкупно 461 зграда, од кои што 187 се управувани, се извинувам, 187 се управувани од страна на управители, а вкупно 461 зграда е бројката на зградите кои што ја има во Тетово, врз основа на податоците кои што ги добиваме од општина Тетово, кои што водат регистар, како што кажавме на почетокот, водат регистар за стамбени згради, но треба да водат и регистар и колку станови има во тие стамбени згради, и исто така регистар на управители кои што управуваат со тие стамбени згради. Рековте дека има само една агенција во Тетово која што работи на оваа проблематика. Има некои жалби стигнати од тетовци за неажурност во работењето не само на агенцијата, туку и на оние управители кои што се регистрирани во Тетово? Вака, представките доаѓаат од повеќе градови во Македонија, така да претходно ги веќе кажавме кои се тие проблеми, но сега во моментов не можам да кажам колку представки има од Тетово, затоа што тоа е веќе детали, така да, а има представки од сите градови во Република Македонија кои што има и стамбени згради, од сите општини, мислам, кои што имаат стамбени згради. Од ова ваше искуство како член на регулаторната комисија за домување и сега како председател на регулаторната комисија за домување, според ваше мислење или ваши досегашни сознанија, што е подобро, управител или регистрирана стамбена заедница? Така. Сега, ако кажам управител, ќе кажат на некоја си реклама, да кажем, ете, да биде... Не, како искуство од досегашната работа, со кои имат повеќе проблеми? Со оние кои што немаат управител, а имаат председател на заедница или управител на заедница на станарите? Па проблемите пред се настануваат, најголем дел од проблемите настануваат токму во оние стамбени згради кај што живеат луѓе кои што не сакаат да си ги подмират своите обврски. Сега, тоа не значи дека оние згради кои што пак нема ни управител ни заедница на собственици, кај нив проблемот уште поголем. Уште поголем затоа што никој не се грижи за тие згради. Но сега со законот за домување се повеќе и повеќе расте, самите станари се организираат и сакаат да си назначат или управители или заедница на собственици. Вака сега, кога ќе, пошто прашањето беше од кој повеќе се жале, дали од заедниците на собственици или па од управителите. Кога би рекле едните или другите, мора да се има впреди следниот факт. Заедницата на собственици управува само со една зграда. Додека пак управителите управуваат, да кажеме, еден управител, тој е сам, но управува со 100, 200, 300, 400 згради. И сега нормално дека овој што управува со 100, 200, 300, 400 згради, ќе има повеќе представи во однос на заедница на собственици кој што управува само со една зграда. И сега не би можеле да кажеме дали проблемите се поголеми, да кажеме. Се разбира дека ќе бидат поголеми во оние што управуваат со поголем број на згради. Господин Аловски, се надам дека успеавме да одговориме на оние болни теми кои што ги мачат граѓаните, особено оние кои што живеат во стамбени објекти, каде што го немаат регулирано ова законско право или обврска за
назначување заедница на станари или пак за управител. Кај нив рековте, проблемите се најголеми, затоа нека биде ова поттик да се вклучат во една од овие законски форми на организирање во стамбениот објект, да занимаат проблеми, да имаат секогаш струја во влезот и да имаат секогаш функционален лифт или некој кој што ќе може да го раководи сето тоа. Така. Па бројот на згради управувани од страна на управители и на заедници на собственици од година во година се поголем и поголем. Така да веќе граѓаните почнаа да го почувствуваат овој благодет од законот за домување и тоа влева надеж дека законот за домување е добро осмислен, но тоа не значи дека нешто не треба да се менува. Да, ќе треба да се менува и дополнително, пошто регулаторната една од надлежности на регулаторната комисија за домување е да доставува предлог за изменување и дополнување на законот за домување, за предлог за изменување и дополнување на други закони кои што се во допир со нашиот закон, односно со наш законот за домување, така да собствениците на посебни делови веќе ја чувствуваат ова проблематика и на некој начин се веќе самите себе си убедени дека мора некој да се грижи за зградата. Не може да имате да сте собственик на посебен дел во зградата, а да не се грижите за заедничките простори, како што се скалилата, да кажеме, хигиената околу зградата, во зградата, да кажеме некои згради имаат и заеднички простори, сушални, па некои згради користат и заедничка топла вода, па имаат пумпни станици и така натаму, па и заедничко грејење и така натаму. Значи има благодети, но со самото назначување на управител или пак регистрирање, не е речено да ти мора да назначат управител, може да се регистрират и заедница на собственици, ќе има каде да се пожалат и некој што ќе се грижи за одржувањето на и функционирањето на зградата, на објектот. Ви благодарам што бевте дел од програмата на телевизија Ултра и се надевам дека ќе имаме и во наредниот период доволно простор да проговориме и на некои други теми поврзани со домувањето и регулирањето на начинот на домување и организирање на стамбените објекти во Република Македонија. Ви благодарам, јас благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше Ракип Маловски, председател на регулаторната комисија за домување во Република Македонија. Се задржавме на темите кои што значат многу за начинот на нашето живење, особено оние кои што живеат во стамбени објекти и каде што според законот треба да имаат назначено управител или пак да имаат регистрирано заедница на станари. Ви благодарам што и овој пат бевте со програмата на телевизија Ултра и ја проследивте емисијата Разговори. Пријатно!